Што е таа ѓурултија таму, еј? Што е, кумашине? Турците ти пуштија малку крвца и сега веднаш сакаш комита да станеш, а? Ако ga бараме една рака компири, многу ви е. Ама ножот до грло кога ќе дојде, тогаш веднаш трчај в планина за припомош. Гледам убаво те суредиле. Кажи каде и колку се? Турски зулумджи, джган, палат, грабаат без насит. Ја зедоа честа на ќерката Мјалчева. До смрт го камшикуваа воденичарот Гроздан, го сплескаа како куче на среде воденица. Мора да им смрсиме конци на тие кучиња. Ајде! Своје глав си и пак избрзуваш. Војводата Тане Горничевски одлучува за нашите акции. Ако не кара, на моја одговорност е. Ајде вие 5 мина со мене. Леле. Баби лелека, Астрико. Само од вас имаат уплав. Ве нарекуваат татарски скитници. Туку ако имаш син, дај му комицка облека. Овој совет да си го врзеш во крпче. Ајде! Лазар Стојчев Гергев, во народот познат како Золе Стојчев, но и како Атеш Паша, револуционер, курир и терорист над Моро, бил роден во село Баница, Леринско, во 1867 година. Во младоста работел како печалбар во Цариград. Таму го научил турскиот јазик, а тоа подоцна му користело во многу критични ситуации со турските запти и сејмени. Поседувал буен темперамент и бестрашност. Неговите борбени подвизи високо одскокнувале над јунаштвото на другите комити. Дзоле бил жесток и бескомпромисен при ликвидација на предавници и на сите други непријатели на народниот отпор, кој во Леринско имал карактер на партизанско војување. По разгромот на Илинденското востание, останал во Македонија и продолжил да делува како лерински војвода. Во една казнена акција, Дзоле Стојчев заробил 12 турци катили и сите ги обесил на дрвата покрај патот. За финансиска подкрепа на својата чета, земал лири и накет и од турските бегови милум или силум. Има и башибозук. Абе, војската си е војска, ама овие крвопијци... Па и наши соселани. Тоа боли. Боже мирни турци. Да гинеме или да го пробиваме обратно. Ајде да фаќаме Орман таму. Ке има и други битки. А селаните? На кланица, Золе? Бива ли свадба без месо, ајде? Жити ушињата личнотио. Абе, Марко, подивев ме, Марко. Сум се зажелел за верна љуба, за рожба во лулка. Чекам со какви думи ќе им се обратиш, војводо. Се мислам и се лутам. Што ќе промени тоа писание? Барем ќе го прочитаат. Стравот лозиото го чува. Ајде, пиши заглавие. До кметот и селаните на село Белкамен. Море каков сој се, како со црно млеко да се задоени. Браќа! Како да ми се заглави нешто тука во грлото. Браќа власи и албанци. Христијани, во последно време, во нашиот реон, логоруваат грчки андартски чети. Пиши со покрупни букви. Тие се полуписмен народ, ама лукав. Лук јадат, на предавство мириса. Прости, војводо, те молам, продолжи. Вие вртикапа до вртигас. Ги вдомувате тие чети. А рамда вие, бре. Море пари за облека, за патрони. Како не ви е срам да ги вдомувате тие грабачи,
Тие поробувачи кои што се полоши и од турците. Ние сме вашите вистински ослободители, ние. Поздрав, Дзоле војвода. И Серто помена. Лично јас ќе одам војводо. Не се плашам ни од куче, ни од опинок. Македонско орок играат, а не чочек или сиртаки. И кажи му лично на кметот. За непослушност отиде главата. Како лејка. Всушност, низ Македонија крстосувале и бугарски, и српски, и грчки чети, сејки невидена пропаганда и терор над мирното и работливо македонско население. Конечно, и големите сили сватиле дека овие насилства не смеат да одат во недоглед. Тие започнале иницијатива за автономна Македонија. Тоа било повод одредени прогресивни сили во Турција, наречени младотурци, да побрзаат да кренат револуција за спас на целовитоста на државата. Така, на 3 јули 1908 година, со одметнувањето на командантот на ресенскиот гарнизон Ахмет Нијазибек, во тогашната Османска империја пламнала младотурската револуција, во народот позната како Хуриет. Најпосле да се ракувам со легендарниот Золе војвода. Сега сум начело на милицијата. А ти си како што те најави, а? Никола Пасков, околиски училишен инспектор. Тоа е како параван. Всушност сум основач и раководител на Бугарски конституционален клуб во Лерин. И нашата активност беше пречекана со големи воодушевувања од страна многу војводи, учители. Беше, господине Пасков. Беше. Ке зборувам без влакна на јазикот. Ваша цел е да ги испровоцирате младотурците. А која е целта на тој клуб, а? Неутралност? Гледам на која воденица ја вртите водата. Ова се матни времења, војвода. Барутот полека и отстапува место на дипломатијата. А тоа се игри во ракавици. Јас сум селанец без ракавици. Голи раце, огрубени прсти, од мотика, од секира, од пушка, а заедно имаш право. Младотурците не измамија, да, влегува во власта, а ние повторно не се офајдивме. Гледаш, добија ли македонските селани земја? Не. Каму да бидат национално признати не турските народи. И повторно истото. Кадија те тужи, кадија те суди. А каде? И кога? Брате Никола. И околните балкански држави се грабливци. Вклучително и таа твоја благонадежна Българија. Приклони се навреме, Золе. Присоедини се кон победничката страна, не биди трн во око. Ќе добиеш многу привилегии, имот, власт. Народната федеративна партија ми го топли мене срцето. Честните младотурци ќе ги надвладеат овие другите. Ние треба да се држиме за веќе здобиените придобивки. Андартите и врховистите, да ми простиш, станаа блиски како гас и гаки. Јас одрекувам дека сме во сојуз со грците. На Македонија е потребна преградката на Българија. Доста! Ке ти понудиме печено пиле и да си одиш. И да не се вртиш по пат. Да не треба малку поситно, за да служиме како потпалка, а? Цел Балкански полуостров се грее на македонската мака. Ти прв ќе настрадаш.
Со кој умбе леко турчин нагости ми носиш? Не расипувај, хаджи. Вие сте гркоманска куќа и дел сте од овој план. Знам. Ама зошто токму овде? Зошто јас? Нели младотурците те помилуваа, вака им враќаш? Золе Стојчев ни пречи. Ова е негов реон. А и ова што ќе се случи, ќе се смета за негово злодело. Се е дозволено. Абе, не можам туку така да одземам човечки живот. Знаеш дека брат му, Шефкет Ефенди, е прв полицаец во Леринско. Па токму поради тоа. Тресни се по тоа тимбата. Ајде да влеземе да не се посомнеме. Бујрам Ефенди. Да си ми жива и здрава. Декшавај, Шинас Ефенди. Те оставивме малку сам. Ракија 5 годишна, ако ти е по волја чашка 2. Верата ми забранува, ама душата ми сака. Шинас Ефенди, ти си далекувид човек, секоја чест. Посебно ценам што се дружиш со македонци. Доста беше бе Ефенди леко со душманла си меѓу нас. Така си помислив и кога го спасив селото Горничево од пожар, тие клетите андарти, наумиле до темел да го горам, Убаво. пепел да го сторам. Јок им реков, јок. Убаво си рекол, ајде за многу години. Го ценам тоа што го поддржуваш македонското народно движење. Ама на многумина тоа не му се допаѓа. Ајде, доста, хаджи, доста политика. Ајде да го нагостиме ценетиот гостин. Ако бе Ефенди леко, ако што му фали на муабетот, ако треба и за политика ќе правиме муабет. Жив да не сум. Тутун не те понудив. Да, Да свиткам една, Ефенди? Светка. А мене пак ми дојде една мудра мисла. Гости сме на овој свет. Арно се рекло. Готово му зедовме душа. Сега спокојно. Спреми вреќе и лопата. Слушај, земи, товари го на кола и покри го со сено. Ке го закопам во некоја далечна и туѓа нива. Внимавај жените да не разгласат дека кој човек и каков бил овде. Потоа ние ќе пуштиме глас, шепот. А каков шепот? Хаджи, а? Дека Золе Стојчев го убил Шинас Ефенди. А неговиот брат, полицаецот, Шефкет, ќе го бара по планини, по ридишта, по пештери. Кај да е, Золе ке го јаде стапот. Па на таа карта играме, хаджи. Белки тоа ќе ни помогне. Ајде. Одвај закрепнав од болка Ирфан Запти. Денови, месеци, болка ми го корне срцето. Делумно е поради твоја кривица. Ако си трагач, трагај море! Што се случи со мојот исчезнат брат? Докаде е истрагата? Шинас Ефенди последен пат е виден во селото Сорович. Тоа е на тромеѓе помеѓу селото Баница над Золе Стојчев и селото Екси Шу на војводата Пандил Шишков. Нивни вооружени чети се уште оперираат таму.
така што... Во заблуда си, Ирфан, во заблуда си. Лукави душмани не наведуваат на погрешна трага. Се сумневам дека се работи за некој поган сојуз меѓу андартите и бугарските врховисти. Таму баре го убиецот. Не смеам да противречам поради чинот, шеф Кетефенди. Но очевидно е, од повеќе од 100 кодоши го имам чуено истото име. Золе Стојчев. Испитај се. Ако е така, ние не можеме да ја спречиме од маздата. Целта на заговорниците била постигната. Се повампирил верскиот фанатизам. За да се изврши чинот на убиството на Золе Стојчев, се очекувал само пригоден ден или настан. Тоа бил масовниот собир на 30 декември 1909 година. Со вешто темпирани клевети, Золе бил прогласен за баш фесадчи, што значи прв бунтовник. Турската толпа не можела да го поднесе ваквиот резилак. Пошто туку завршениот собир, Золе Стојчев со другарите одседнал на кратко во една сладкарница. Внатре светло, надвор царувала ноќта. Од толпата се издвоил некаков си фанатик по име Сандре Адин, вооружен и решен да убие. Ламбата се изгасила, отекнали стрели. Кога повторно се запалила,